Централен дневник на К1. Добро вечер. Најновите информации од регионот Македонија и светот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте дневник. Премиерот Груевски во посета на Охридско-Струшкиот регион. Започна летната школа на меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Ракометниот клуб Борец, еден од првите и најстари ракометни клубови во Македонија. Премиерот Никола Груевски денеска беше во посета на Охридско-Струшкиот регион, каде свечено беше пуштена во употреба спортската сала во основното училиште Страшо Пинџур во општина Вевчани. Груевски оствари посета и во реконструираното основно училиште Мурат Лабуништи во село Боровец, општина Струга, а присуствуваше и на пуштање во употреба на повеќенаменско игралиште во село Лабуниште. Тој при денешната посета оцени дека активностите со странските инвеститори се движат во добар правец. Оно што е можеби најзначајно за граѓаните, постојано работевме на отворање на нови работни места и привлекување на нови инвеститори во Македонија. Тука би сакал да ја спомнам новата технолошка индустријска развојна зона помеѓу Струга и Охрид. Оваа зона која веќе се гради, која веќе е во изградба, е од големо значење за регионот. Новите фабрики кои што ќе се градат таму, а две германски компании веќе објавија дека ќе градат фабрики и веќе ги почнуваат подготовките. За многу жители на регионот ќе значат можност за вработување. А од Вевчани, премиерот Груевски порача дека ќе продолжи поддршката за развој на туризмот во овој регион. Исто така се осврна и на новата технолошко-индустријска развојна зона која се гради помеѓу Охрид и Струга. Продолжуваме со субвенции за привлекување на странски туристи, кои важат за над 15 земји од светот. Пред неколку дена слета и првиот авион од новата авионска линија Охрид-Лондон. Оваа линија ќе значи и нови туристи од Англија, а после 1 јули преку новата авиолинија Охрид-Базел ќе дојдат нови туристи и од Швајцарија и од Франција, затоа што тоа е во близина на границата со Франција. Верувам дека многумина од нив ќе сакаат да го посетат и убавото Вевчани, а уверен сум дека тука ќе најдат на добри домаќини и на убави импресии. Во оваа прилика би сакал да ја спомнам и новата технолошко-индустријска развојна зона која ја градиме помеѓу Охрид и Струга и е во непосредна близина и на Вевчани и која поради својата близина и големото значење ќе има и големо значење и овдека за вас вевчанци. Се надевам дека во новите фабрики кои ќе се изградат, а две веќе се најавени, кои ќе се изградат во оваа зона, ќе има доста нови вработувања и за жителите на Вевчани. Започна летната школа на 48-миот меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, која традиционално се одржува во Охрид. Целта на меѓународниот семинар е изучување и афирмација на македонскиот јазик, литература и култура во светот, а е во организација на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје.
Денеска во Охрид свечено беше отворена летната школа на 48-миот меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Меѓународниот семинар, чија цел е изучување и афирмација на македонскиот јазик, литература и култура во светот, е во организација на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје и традиционално се одржува во Охрид. На свеченото отворање свое обраќање имаше председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Одамнина останала мудроста дека јазикот е душата на еден народ. Впрочем, нашата реалност е создадена така како што е опишана од нашиот јазик. Преку јазикот ние на автентичен начин им ги пренесуваме на идните поколенија сето она што сме го наследили од нашите предци. Од тука борбата за јазикот и писменоста е борба за душата на народот. И македонскиот јазик бил предмет на таква борба. Оваа година на летната школа на 48-миот меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура присуствуваат 78 учесници од 20 земји. На семинарот учествуваат и 18 универзитетски професори кои на своите универзитети ги вклучуваат темите од областа на македонскиот јазик, литература и култура. На отворањето во Конгресниот центар на Универзитетот Свети Кирил и Методи присуствуваа и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Велимир Стојковски, и директорот на Меѓународниот семинар за македонски јазик, професор доктор Славица Велева. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како најстар државен универзитет во Република Македонија и достоен наследник на епохалното дело на светите браќа Кирил и Методи, чие што име со достоинство го носиме и со гордост, има обврска и историска мисија во негувањето, изучувањето и зачувувањето на македонскиот јазик. Во рамки на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура на 27 и 28 јуни ќе се одржи и 42-та меѓународна научна конференција. Тема на лингвистичката секција оваа година е Македонската азбука и македонскиот правопис 1945-2015, посветена на 70 годишнината од кодифицирањето на азбуката и на правописот на современиот македонски јазик. Основното музичко училиште Стефан Гајдов од Велес 70 години е расадник на млади музички таленти. Наградите на државните и музичките надпревари се доказ за квалитетното образование кое го пружа наставниот кадар на училиштето. Основното музичко училиште Стефан Гајдов веќе 70 години ги отвара вратите за младите музички таленти од Велес кои своето музичко образование го започнуваат таму. Многумина од учениците за прв пат го имаат контактот со некој музички инструмент, за прв пат пишуваат и читаат ноти. Предизвик, но и одговорност е да се работи со млади таленти кои треба да ги изведеш на прав музички пат, вели директорот на училиштето Благој Каракачанов. Па секако на почетокот кога доаѓаат, нели љубовта е повеќе на родителите да започнат да изучуваат музичко училиште, но секако со текот на годините тие увидуваат дека музиката е нешто многу добро за интелигенцијата, за усовршување на како личности, како израснување во едни зрели луѓе. Доказ за квалитетното образование кое го пружа наставниот кадар на училиштето се многобројните награди и признанија кои учениците ги освојуваат на државните и меѓународните надпревари секоја учебна година. Оваа година имаме над 30 освоено награди, меѓународни и државни. Така на државниот надпревар во Скопје освоивме повеќе од 20 награди, повеќето први, втори и трети места. Исто така, оваа година учествувавме и во Италија на меѓународниот надпревар по пијано, каде што освоивме една трета награда во градот Тревизо. Младиот пијанист Петар Штериов првата средба со пијаното ја имал токму во основното музичко училиште Стефан Гајдов пред 11 години. Тогаш за себе знаел дека поседува само слух и желба за музика, а сега успешно чекори по музичките патеки кои му ги пружа животот. Тој вели дека за успешен музичар мора квалитетен образовен почеток. Самите статистики и истражувања од областа на методиката на музичката настава укажуваат на тоа дека децата од училишна возраст се всушност најранливата категорија за почеток воопшто да се впуштат во музичките води, а тоа се токму оние деца кои што за прв пат доаѓаат во основните музички училишта и
единствено нешто што носат со себе е само желбата за музика. Музичкото училиште под името Киро Димов е отворено во ноември 1945 година, а пред 5 години по барање на наставниот кадар го доби името повелешкиот композитор Стефан Гајдов. До ден денес тоа е расадник на музички таленти. Дел од велешките уметници кои своето образование го започнале таму, денес се во улога на професори кои своето знаење го пренесуваат на младите генерации. Но има и такви кои концертираат во најпознатите музички центри ширум целиот свет. Зголемените температури и високиот степен на УВ зрачењето представуваат голем проблем за хронично болните и повозрастните граѓани. Институтот за јавно здравје препорачува граѓаните да не се изложуваат на сонце. Високите температури и високиот степен на УВ зрачење представуваат голем проблем за граѓаните, особено за хронично болните и повозрастните граѓани. Институтот за јавно здравје упатува препораки за заштита. Тие препорачуваат граѓаните да не се изложуваат на сонце со цел потемнување на кожата, но оние кои ќе одлучат да се сончаат, тоа да го прават постепено, како и користење висококвалитетни креми за сончење. Активностите во природа и на отворено да не се планираат кога сонцето е најјако. Облеката е најдобра заштита од сонце и истата да е направена од лесни материјали и светла боја. Се препорачува да се конзумира лесна храна и течности. Лекарите препорачуваат хронично болните и повозрастната популација да не излегуваат надвор без потреба во периодот од 10 до 17 часот. Областа Азот, која што се наоѓа под падините на масивот Мокра планина, полека но сигурно станува нова туристичка дестинација. Со цел овој регион кој многу малку е посетуван да стане популарен кај туристите, минатата недела се одржа првиот велосипедски маратон. Регионот Азот се попривлечен за посетителите. Големото природно богатство со кое изобилува овој предел е поттик за голем број туристи да го посетат истиот. Азот полека но сигурно станува нова туристичка дестинација за планински туризам. Азот е регион кој се наоѓа под масивот на Мокра планина, под кој спаѓаат Даутица, Караџица, Јакупица со врвот Солунска глава. Со цел овој регион, кој многу малку е посетуван, да стане популарен кај туристите, минатата недела се одржа првиот велосипедски маратон, на кој учествуваа повеќе од 200 велосипедисти. Голем дел од нив веќе планинареле до врвот Солунска глава, но имаше и такви кои никогаш досега не го посетиле Азот. Овде сум по прв пат и очекувам уживање на планина, поради тоа што многу ми се свија вакови настани и да, очекувам дека ќе бидат многу добро. Баш така, јас сум од Латвија, ама сега живеам во Македонија, во Скопје и многу живам во природа што вие овде имате и тоа е чудо. За мене тоа е чудо. Сакам да бидам овде. Не сме прв пат на овие предели, веќе есента го пробавме да искачиме Солунска глава, но не беше убаво времето, имаше некој невремина. Само стигнавме до планинарскиот дом Чеплес. Не доаѓам прв пат. Имам возени со точак, имам планинарено по овие предели, прекрасни се. И доаѓаме за втор пат, ланивме на планинарење, не бедни со овој предел и се договоривме уште лани и решивме да затоа да посетиме. Покрај тоа што природата сама по себе го создала богатството кое го поседува и бесценетиот сјај, мир и спокојство со кој изобилува, сепак за развој на планинскиот туризам и воопшто туризмот како таков, неопходен е човечкиот фактор, кој можеби ја игра главната улога за негов развој. Во регионот Азот има неколку сместувачки капацитети. Посетителите покрај во нив може да престојуваат и во вилите на мештаните кои живеат во селата од овој регион. Треба работа, треба вложување од сите полиња, од постоечките планинарски друштва, невладените организации кои што ја таргетираат екологијата и локалната самоуправа, вклучително и Чашки веле, заради тоа што тука е јадрото и најголемите планински масиви се во централниот дел на Македонија и тажно е една таква грандиозност, така со неподнослива леснота да поминува покрај нас. Регионот Азот покрај планински има услови за развој на селски туризам, затоа што овој предел го сочинуваат целата Богомила, Папрадиште, Нежилово, Габровник, Мокрени, Теово, Согле, Ореше, Капиново, Церешнево, Бистрица, Оравдол и Плевње. Исто така за азотски села се сметаат и Мартолци, Оморани, Стариград и село Поменово.
Велес Фест по четврти пат ги собра љубителите на рок музиката. Во градскиот парк може да се слушнат настапите на Лоши деца, Steel Temple, ДНО и гостите од Србија Darkwood Dub. Колегата Бојан Нанев го следеше фестивалот и ги има деталите. По четврти пат, љубителите на рок музиката имаа можност да присуствуваат на Велес Фест, кој втора година поред се одржа во градскиот парк во Велес. Иако со доста помал број на публика, во споредба со претходните години. Фестивалот годинава за прв пат понуди рок-бенд надвор од земјава. На тонската проба пред камерата на К1 и гостите од Белград, Darkwood Dub, не го крие задоволството за гостувањето во Велес. 25-годишни до сада кариери, ово нам е први пат да наступаме во Велес. Во нашата досегашна 25-годишна кариера ова ни е прв пат да настапуваме во Велес. Свиревме повеќе пати во Македонија, како во Скопје и Охрид, и со задоволство доаѓаме да свириме овде. Супер е што го откривме и Велес. Супер нам е што сме ево открили и Велес. Фестивалот го отворија скопските панкери Лоши деца, а после нив настапија и металците Steel Temple и рокерите ДНО. Оваа година имаме привилегија да собра од Скопје, нас не викна да видиме како е у Велес, да видиме колку публика имаме. Од ДНО не сме биле од 2002 или 2003 година во Велес последен пат и да си ги преброиме редовито во Велес. Колку сме и какви сме. И драго ни е што сме овде, убава атмосферава, на стадионот сме доле во паркот. Се надевам дека ќе остане време во овака смирено, кротко, летно, убаво кој што треба. Steel Temple свират heavy metal, не баш класичен, него со некои power и prog моменти, али прво почнавме како hard rock бенд, па еволуиравме малце во пожесток звук. И иначе да напоменам дека Велес ни е многу драг град, сме настапувале тука 2001, сега ние после 14 години втора свирка во Велес. Организаторите се задоволни од овогодинешната понуда, потенцирајќи дека се работи за 4 бендови кои изведуваат авторска музика од различни рок правци. Овие бендови имаат повеќето од нив имаат еднаш или ниеднаш свирено во Велес и е посебно задоволство. Навистина се носители, навистина се бендови кои што имаат многу направено, а ги не сме имале шанса да ги гледаме во Велес. Целта на Велес Фест е промоција на македонската рок музика, а годинава како специјални гости беа српските рокери Darkwood Dub. Организаторите најавуваат дека и во иднина фестивалот ќе го задржи истиот концепт. Ракометниот клуб Борец е меѓу првите оформени клубови кои има долгогодишна традиција на македонската и меѓународната спортска сцена, со многобројни освоени трофеи и успеси од кои се произлезени репрезентативци и играчи кои настапувале низ познати светски клубови. Борец е еден од првите и најстари ракометни клубови во Македонија, кој е граден со континуирана спортска активност исполнета со децении на ентузијазам, енергија, самопожртвуваност, волја за огромни достигнувања и љубов за од нешто да се создаде вредност, која е нашироко позната и призната во меѓународни рамки. Велешани во големиот ракомет зачекорија во првата формирана Републичка лига пред 60 години, а златната ера на велешкиот ракомет отпочна во сезоната 60-61, кога 3 години поред 65-та, 66-та и 67 година Борец жареше и палеше на македонските ракометни терени. Во овој период доминацијата на велешкиот ракомет заврши со првенството на првата сојузна лига од 68-69 година поради рапидната смена на генерациите и раководството на клубот. Двете први места во македонската лига во 78-та и 85-та година со поуште некој висок пласман беа слаба утеха за убавите денови на триумфот, но воедно тоа беше потсетување на влевање над вербата дека Борец и велешкиот ракомет може и мора да котира многу повисоко и дека неговото место е меѓу елитата. Новиот бран на подем почна во сезоната 92-93 година, кога по долгогодишното надпреварување во втората сојузна лига стана член на новоформираната Супер Македонска лига. Во 94-та година спортската сала во Велес беше претесна да ги прими љубителите на ракометот, кои одушевено го поздравија освојувањето на Купот на Македонија. Во надпреварувачката сезона 95-96 Борец се надпреварува во Суперлигата и го освојува третото место, што му возможи настап во Челендж Купот, со што заврши вториот златен период на клубот, кога во 98-та Борец излезе од Суперлигата за повторно да се врати во неа во сезоната 2001-2002, се до сезоната 2003-2004 година. Надпреварувачката 2009-2010 година во прва лига
Борец ја започнува изворено и на 2 кола пред крајот го обезбедува првото место и пласманот во Суперлигата за во изминатиот период да ги створат првите талентирани ракометари кои стигнуваат до репрезентативните селекции, но и ја напуштаат средината за други материјално појаки клубови. Можеби најголема утеха во историјата на клубот е создавањето на многубројни спортски ѕвезди, како Ѓорѓи Гајдов, Ѓошев Ѓоре, кои ги бранеа боите на поранашна Југославија, како и они од подмладената генерација Горан Шопов, Виктор Гигов, Игор Тодоровски, Владко Темелковски, Горјан Анастасовски, заедно со својот постар колега извонредниот Пепи Манасков, кој беше прогласен за играч на милениумот, а некогашниот играч Тодор Мијаков за сестран спортист на милениумот. Независно од периодичните осцилации како резултат на времето во кое постоеше, екипата на нашиот клуб беше постојано присутна на ракометната сцена, одржувајќи го континуитетот како ретко кој клуб кај нас, па поради таквите резултати велешани се должни да им оддадат признание на оние 400 ракометари кои низ изминатите децении ги бранеа боите на клубот и нивните тренери кои го потпомогнаа нивниот развој. Нови 43 станови за лица од социјален ризик во Ресен и Демирхисар. Утре состанок во Охрид на Централната европска иницијатива. Следуваат вестите од Македонија. Утре во Охрид ќе се одржи состанок на министрите за надворешни работи на државите членки на Централната европска иницијатива. Македонија е претседавач на Централната европска иницијатива за 2015-та. Според соопштението на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, на состанокот ќе присуствуваат министри за надворешни работи и шефови на делегации од државите членки на Централната европска иницијатива, како Македонија, Албанија, Австрија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Молдавија, Црна Гора, Полска, Романија, Србија, Словачка, Унгарија, Италија, Словенија и Украина, а поканети се и специјални гости од Европската Унија, Европската банка за реконструкција и развој, Секретаријатот на Централната европска иницијатива, ОПСЕ, Совет на Европа, Република Косово и други. Четириесет и три нови станови се изградени во Ресен и Демирхисар за лица во социјален ризик. Ова го соопшти премиерот Никола Груевски при вчерашната посета на Ресен. По завршувањето на техничкиот прием, ќе следи електронска распределба на овие станови. Во тек на градба се и до крајот на годината ќе бидат завршени уште 75 станови во Прилеп и 10 во Македонски Брод, со што одиме кон бројка од приближно 800 завршени станови од групата на социјално ранливи граѓани, истакна Груевски. Воедно при посетата премиерот посочи дека патот Битола Ресен до превојот Буково е во завршна фаза на подготовки за негова реализација. Се прибираат понудите и се врши евалуација. Некаде за 2 до 3 недели од сега би требало да биде потпишан договор за негова изведба, а потоа во втората половина на јули ќе почне изведување на градежните работи, изјави премиерот. Нови 7 случаи заболени од мерз во Јужна Кореја. Британија повлекува шпиони. Вестите од светот во продолжение. Дел од своите разузнавачи од мисии во странство, откако Русија и Кина добиле пристап до тајни документи што ги објави поранешниот американски разузнавач Едвард Сноуден, Британија е принудена да ги повлече. Шпионите се повлечени откако добили информации дека Русија може да дешифрира повеќе од 1.000.000 документи. Sunday Times информира дека се работи за случаи во кои руси и кинези добиле информации, што значи дека многумина агенти мора да бидат повлечени и не спречува истекување информации за тоа како работат и да добијат информации од клучно значење. Сноуден пребега во Русија откако во 2013-та на медиуми им достави тајни документи, чија цел е откривање обем на прислушување што го вршат Соединетите Американски држави. Нови 7 заболени се регистрирани од блискоисточниот респираторен синдром Бирс или Мерсел во Јужна Кореја. Со овие, вкупниот број на болни се искачи до 145 лица. Починати се 14, а првиот случај е регистриран во мај. Болеста брзо настапува, а сите се возрастни луѓе кои добиле сериозни компликации.
Ова е најголемата регистрирана појава на камилски грип надвор од Саудиска Арабија. Последните регистрирани заболени го посетиле Блискиот Исток. Во Јужна Кореја повеќе од 2400 училишта се затворени, како и градинките во кварт во главниот град Сеул. Не е познат точниот извор и моделот на ширење на болеста, која најмногу се заканува на луѓето со хронични болести или оние кои се тешко болни. Македонската ракометна репрезентација сосема заслужено се пласираше на Европското првенство во Полска, откако на денешниот последен квалификацијски надпревар во групата 6 на домашен терен во спортскиот центар Борис Трајковски совлада селекцијата на Чешка со 32 наспрема 28. Со оваа победа нашата селекција заврши како второ пласирана зад репрезентацијата на Франција. Следуваат останатите вести од домашниот спорт. Ракометарите на градскиот ракометен клуб Борец оваа сезона одиграа одлични надпревари во првата лига, доаѓајќи сосема заслужено до втората позиција на табелата, која им обезбеди одигрување на бараш надпревар против суперлигашот Текстилец, на кој со евентуална победа ги води во долго посекуваната и очекувана ракометна суперлига. Целта наша пред почетокот на првенството на управата на клубот беше да дојдеме до оваа второ место кое ќе ни обезбеди учество во бараш надпреварот. Тоа го постигнавме, значи задоволни сме од целта. Сега имаме уште еден чекор напред. Тоа е да излеземе како победници од бараш надпреварот. Што ќе случи во понеделник? Треба да почекаме да помине понеделник, 19:30 часот, а за тоа потоа. Значи, на годинашна сезона одиграме релативно добро. На почетокот, макар да бевме малку разнишени после првишниот порез во прво коло од Малци Богданци, успеаваме да се консолидираме и да стигнеме до второто место. Со една коректна игра, со една игра која ветува дека можеме да направиме нешто повеќе и во барашот. Колку се психофизички подготвени играчите и составот и групата за овој предстојани важен надпревар? Добро, јас прво ќе кажам моето мислење, кој тука се играчите. Значи, вака, физички план, ние во понеделник колку сме, ќе го покажеме пред се во понеделник. Мечот ќе се одигра во Скопје на неутрален терен во спортско-рекреативниот центар Кале со почеток во 19 часот и 30 минути, а за љубителите на ракометот во Велес и навивачката група Гемиджи ќе има организиран превоз во 15 часот и 45 минути кој поаѓа од трговскиот центар Вемол. Влезот на Кале е слободен. Пред денешниот шести квалификацијски надпревар за Европското првенство на гости против селекцијата на Словачка, селекторот Љубинко Друловиќ веќе го комплетираше стартниот состав, кој ќе излезе на теренот во Жилина со почеток во 20 часот и 45 минути. Македонските репрезентативци допатуваа во Словачка со единствена цел да го променат текот на квалификациите, а воедно и да ја промениме лошата резултатска традиција која има нашата селекција на овие надпревари. Свесноста дека неголемата опасност ќе доаѓа од играчи како Хамшик, Немец и Штох, па играчите во одбраната ќе бидат принудени да одиграат на највисоко ангажирано ниво за да дојде до израз филозофијата на игра која ја наметна новиот селектор Друловиќ. На голот сосема сигурно ќе застане Пачовски, додека во одбрамениот ред ќе се најдат централните дефанзивци Мојсов и Димитровски, а бековските позиции ќе ги завземат Жута и Ристовски. Во средниот ред ќе настапат Адеми и Хасани, додека Трајковски ќе биде трансформиран во нападот по левата страна, а на спротивната ќе биде распореден Ибраими. Ивановски ќе биде истурен во нападот, додека сосема неизвестно ќе биде до самиот крај дали Жилин ќе биде на позицијата последен играч за врска. На првиот надпревар во ноември во Скопје, Словачка ја совлада нашата репрезентација со 2 гола. На табелата од групата С, Македонија се наоѓа на петата позиција, а словаците на првото место пред репрезентацијата на европскиот првак Шпанија.
Чиле, Мексико и Аргентина Парагвај одиграа нерешено. Уругвај подобар од Јамајка. Националните федерации, клубовите и раководството на АБА лигата ќе одлучуваат за судбината на регионалното надпреварување во вторник во Загреб. На Мото Гран При трката во Шпанија, Хорхе Лоренцо продолжи со феноменалните настапи, остварувајќи ја четвртата победа во низа и приближувајќи му се во генералниот пласман со 1 поен разлика на клупскиот колега Валентино Роси, кој денешната трка ја заврши втор. Педроса ја заврши трката трет зад дуото на Ямаха, додека вториот возач на Хонда и актуелен првак Марк Маркес излета од патеката и не успеа да се врати, па шансите за одбрана на трофеот остануваат теорија. На вчерашните 3 одиграни надпревари од Копа Америка која се одвива во Чиле, репрезентациите на Мексико и Боливија одиграа нерешено без голови, додека нерешено беше и на мечот меѓу Аргентина и Парагвај кој заврши 2-2. Уругвај беше подобар од Јамајка и ја победи минимално со 1-0. Вечерва со почеток од 21 часот Колумбија игра против Венецуела, а во 23 часот и 30 минути се игра дуелот меѓу селекциите на Бразил и Перу. Клубовите од југословенските простори кои имаат настапи во регионалната АБА лига во вторник во Загреб ќе одржат состанок на кој ќе ги направат последните обиди за спас на Јадранската лига. На состанокот се повикани ќе присуствуваат представниците на клубовите, националните федерации и челниците на лигата во обид да најдат правно решение за понатамошно одржување на лигата, откако ФИБА се закани со бојкот на оваа лига и воспоставување на нова која ќе биде под нејзина организациона контрола. Неголемата опасност доаѓа по националните федерации, кои доколку не ги убедат клубовите да се откажат од јадранското надпреварување, се заканува опасност од суспензија за настап на Европското првенство во септември. Целата ситуација се комплицира поради тврдењата на ФИБА дека матичните федерации не го почитуваат статутот и законите на Светската кошаркарска федерација. Состанокот доаѓа по иницијатива на Кошаркарската федерација на Србија со оглед на фактот дека извршниот одбор на ФИБА ќе заседава на 18 јуни. Хрватската федерација веќе им забрани на клубовите да настапуваат во лигата, додека останатите федерации се без официјален став. Перо Антич на 16 јуни во вторник ќе се појави во Њујоршкиот суд кога треба да се донесе конечна одлука по обвиненијата за инцидентот кој се случи во еден ноќен клуб на почетокот на април. Антич во инцидентот застана во одбрана на својот соиграч од редовите на Атланта, Таво Сейфолоша, а од обвинителството е обвинет за несоодветно однесување кон полициските службени лица. Македонецот претходно ги отфрли сите наводи под кои е обвинет. Сончево и топло време со повремена облачност имавме денес. Да погледнеме какво време не очекува следната работна недела. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна неделна вечер ви посакува информативната редакција на К1.